Масакр на кучиња во Голозници, Велешко, Лавци, Брусник, Битолско, Радишани, Капиштец, Водно, Тафталиџе и во други општини се извештаите на новинарите и Издруженијата за заштита на животни неколку месеци наназад. Сторителите досега не се најдени, а прашање и дали се бараат. Затоа оваа нехумана појава на масовно труење на кучиња и мачки се повторува. Иако тие често се и миленици на жителите во населбите, сепак преку ноќ ги има се помалку. Последниве 2 недели случаи на нови труења на кучиња се забележани во Козле, во близина на училиштето Владо Тасевски и веднаш до него градинката Пролет. Се наоѓаме на местото каде што најмногу вчера вечер беше собран отров. Станува збор за едно масовно и пред се организирано труење на целата територија на Карпуш, затоа што показател за тоа не е затоа што отровот од секаде каде што го собираме е идентичен. Се работи за смртоносниот пестицид отров ланате, кој навистина најопасен и е секаде забранен за продажба, освен кај нас кој секој може да си го купи во земјоделска аптека. Отровот е во форма на кифлички, е поставен на целата територија на Карпуш. За жал имаме повеќе смртни случаи на бездомни нарасни кученца. Отровот е во вид на прав и е ставен во тесто, во кифла. Да, отровот е во вид на прав и најчесто во моментов ги наоѓаме во форма на кифличка, ставане во форма на тесто и најчесто се става поред местата каде што има училиште или детски градинки, што уште е поалармантна ситуацијата затоа што тука поминуваат и безброј мали дечиња, да не разговарам и за кученца, така што навистина е алармантна ситуацијата и се поставува секаде каде што има корпи за отпадоци, дека знаеме дека многу кученца е поминуваат од таму. Дали се обратите до град Скопје или до службите кои што водат сметка за овие животни кои што се на улица? Така, во моментов ние побаравме прием во кај градоначалникот на општина Карпуш, господин Стефче Акимовски, каде добивме негативен одговор за прием и навистина малце тоа не изрелатира во теков на денов, затоа што ситуацијата е навистина алармантна. Имаме преку 100 смртни случаи на кученца од расни и бездомни, не е битно. Ќе побараме заедно со сите друштва за заштита на животни прием кај градоначалникот на град Скопје за да добиеме одговор за што конкретно се работи, дали станува за нешто што е организирано од градот или пак некој го прави ова намерно. Отровот е смртоносен и брзо ги уништува внатрешните органи. Кобен е и за луѓето, но веројатно не размислуваат тројачите за децата кои гладни шетаат по улиците и секое парче леп или храна за нив е оброк. Отруените кучиња се опасност и за децата кои со нив играле на одморите или ги хранеле со својата ужинка. Ситуацијата која што напоменав и пред малку е алармантна, така да што подобро реагираме и до сите државни институции да се превземе нешто толку подобро додека не ви се случило нешто трогателно и не ви се случило некоја трагедија. Во територијата на општина Карпуш најчесто се наоѓа во местото Козле, местноста Жданец и местноста Трнодол, средно училиште Владо Тасевски каде што имаше во овие 2-3 дена и десетина смртни случаи на бездомни кученца. Од овдека вчера во досните часови собиравме до некаде до полноќ, можам да напоменам дека до полноќ се собираше од отровот. Инаку забележан е во формата во местноста кај пазарчето Тафталиџе, забележан е кај пределот во Капиштец, кај паркот за кученца, што е уште потрагателно, затоа што тој парк е направен за да ги шетаме таму спокојно кученцата, меѓутоа верувајте, во овој момент никој не е спокоен, љубителите на кучиња, љубителите на кинологијата навистина се изгубени, не знаат каде да ги шетаат кученцата. Апелираме до сите љубители на кучињата во моментов да не ги шетаат своите миленици, за да не да Боже се случи уште некоја трагедија или пак да имаат заштитни маски на своите миленици. Досега многу пати се упатувале апели, се предупредувало и се зборувало да се најде начин за похуман однос кон животните кои се на улица, но грдите слики на умрените животни по улиците се дел од нашето секојдневие. Останува дилемата дали луѓето кои несоодветно и грубо се однесуваат кон животните ќе бидат најдени и соодветно казнети или ќе треба да се случи човечка трагедија за да надлежните сватат каков пропуст правеле.